почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на психологијата. Конкретно ќе говориме за психологија на старење. Ќе офатиме повеќе аспекти, вклучително и за осаменоста и што во таа ситуација кај луѓето во трето доба. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на емисијата е Цветанка Бурзевска, лиценциран психолог. Цветанка, добар ден. Ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар. Ви благодарам многу на поканата. Навистина ми е драго што ќе проговориме денеска за ваква важна тема. Еве, за почеток, како вовед во темата, што подразбираме под поимот психологија на старење? Психологија на старење опфаќа повеќе сегменти, односно целокупниот наш живот, од физичко до социоемоционално, до ментална благосостојба и така натаму, каде што едноставно ги проучува сите оние процеси психолошки кои што се случуваат во текот на еден живот. И со друго име се вика и геропсихологија. Така, дали старењето е само биолошки процес или има и силна, еве да се изразам, психолошка компонента? Има многу силна психолошка компонента, точно. И биолошки, меѓутоа, нели, како старееме физички и биолошки, така едноставно старееме и психички. Со тоа што општо е познато дека сивата материја во мозокот се намалува од тој дел, значи познато е дека како стануваме, како старееме, така стануваме се помудри и посмирени, меѓутоа, од друга страна, старењето се носи своји предизвици на психолошко ниво. Може да се случи, значи, намалување, како физичките симптоми, пример, ќе ги кажам, тегоби во стомак, нарушен сон, нешто со кое што главоболки може да имаме често и многу често знае да ни предизвика тага, меѓутоа може да дојде до посериозни психолошки состојби, како што е депресија, анксиозност, Алцхаймер, деменција и така, ќе проговориме по-конкретно и за тој сегмент. Убаво рече, значи, како старееме, стануваме се посмирени и попаметни на некој начин, меѓутоа, еве, како доаѓа доменување на човековата психа и начинот на размислување со текот на годините? Знаете како? Како старееме, се наоѓаме во милион ситуации низ текот на животот, милион искуства кои што дел се пријатни, дел се непријатни, меѓутоа од сите искуства учиме. Од сите искуства, дури од непријатните, знаеме да извлечеме позитивни работи кои што ќе не насочуваат понатаму на животот. Не за џабе, последниот стадиум од развојот на човекот, според Ериксон, е оној интегритет наспроти очеј, каде што ти веќе имаш постигнат одреден статус во општеството, имаш постигнат одредени цели, имаш задоволено одредени потреби и едноставно со самото тоа искуство и самото тоа што го имаш поминато низ животот, сакаш, имаш желба да споделиш и да зборуваш. Меѓутоа, многу е предизвикувачки кога ќе се случат одредени промени кои ќе дојдеме на одредена возраст, каде што се соочуваме, пример, со иселување на нашите деца надвор од Македонија, каде што стануваме сами. Може да се соочуваме со загуба на пријатели, овде е социјалниот аспект поводен, загуба на партнер, потешки загуби и трауми, каде што сето тоа, некако како стариеме, некма да кажам дека го занемаруваме фактот на другите психички состојби, меѓутоа многу поретко ќе видите дека е диагностицирана депресија, дека е диагностицирана анксиозност. Се повеќе се припишува како нагласена тага. И со самото тоа доаѓа до, нели, чувството на осаменост кое што знаат да го почувствуваат. Како тоа влие врз психичкото здравје кај лицата, еве конкретно во ситуација ако изгубат партнер, останат сами, или децата ако се иселат во странство, или загуба на некој близок пријател од секојдневното социјално комуницирање врз индивидуат? Пак ќе се навратам, некои се базираат врз основно искуството и секој различно преживува, бидејќи секој сме, нели, различно преживуваме низ тие моменти. Можам да споделам само дека
доколку најдобро во такви моменти е да имаме одбран круг на луѓе кои што ќе бидат тука за нас, значи зборам не само од семејството, може да се пријатели, комши, некои што кога нема да не остават сами да поминеме низ тој процес. И во ред е да побараш поддршка и помош и од професионалец, меѓутоа и да се јавиш на пријател и да позборуваш малку. Така убаво и пред некоја емисија која гостувавте рековте дека доволно и телефонскиот контакт, дури и видео кол, ако децата се надвор на некој начин да останеме смирени, да го чувствуваме нивното, иако се далеко, сепак физичка комуникација. Да, значи за среќа во денешно време дигитализацијата можеме да искористиме многу убаво за тој начин. Така. Значи да се видиме сега. Дел од постарите лица не знаат како да ја користат, дел знаат. И убаво би било, пример, да се направат некои програми каде што ќе се малце повеќе описменат во таа област. Од друга страна, кога ќе се случи таква некоја загуба или пак и не мора да има загуба, знаете како старееме, така си бираме свој круг на луѓе. Да. И тој круг ни се стеснува по наша желба. Добро е, например, да се направат, да се има одредено хоби, да се направат одредени програми каде што би можеле заедно да се дружат, пошто пензионерските, знам дека веќе здруженија го имаат, дел од тие прават такви активности, и собиранки, шетанки, значи тоа е многу добро. Меѓутоа, од друга страна, можам да споделам, бидејќи работам со тоа, уметноста многу добро им помага. Значи, било каква уметност. Арт-терапија, да. Арт-терапија, меѓутоа, еве и пеење во хор, изработки на... пример, имаше една, знам дека корисна работа, пошто многу е убаво во таков период кога се осамени кога чувствуваат, едноставно да дадете активност каде што ќе се чувствуваат корисни. Корисноста, самото тоа што јас сум корисен за општеството, не мора конкретно за некоја личност моја блиска, меѓутоа за општеството, едноставно мене ми дава волја и желба, меѓутоа и забавува појавата на деменција. Тоа е според новите истражувања. Имаше едно многу убаво истражување, овде во Македонија не знам искрено, меѓутоа последно што прочитав е во Данска, каде што во тие старечки домови каде што се сместени, имаше покана да дојдат и било кој сака од надвор кој што не живее. Како гости. Да, и сега изработуваат разни, кој зашто го бива, кој плетеше, кој изработува од столарија, кој, значи било што и сето тоа после го донира или за деца во дом без родители. Како кај децата што има, да. Го донира за деца најчесто. И тие се чувствуваат корисни дека може да придонесат со нешто и знаат дека нивната изработка понатаму продолжува да живее. Некој друг ја користи таа. Може би такво нешто би можело и тука да се направи. Не знам стварно дали има, не сум слушнала сега. Многу добар психолошки момент при такви ситуации. Да, многу. Се охрабруваат на некој начин. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму има навистина доста аспекти да офатиме во денешната тема. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добро утро и добар ден. Добро утро, добар ден и вам. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката. Поздрав и до вас, до психологот. Имам совет до јас, ова тема ми е многу интересна и јас сакам за саменоста да прашам докторката е на психолог, ми треба еден совет. Така. И јас сум многу самена така. Дадете некој совет. Така. Во ред, дали сами живеете или колку време сте во ваква состојба? Па не знам. Во ред општо ќе добиете некои општи совети и препораки, секој е добро. Да, многу малку информации, меѓутоа општо што вели психологијата во вакви случаи да дадеме конкретен совет за осаменоста, да. За жал живееме во време каде што осаменоста е доста застапена, не само кај повозрастните луѓе, меѓутоа и кај младите. Некако имаме пандемија на осаменост, да, и пандемијата си го направи своето, за жал. Каде што се тоа не беше прелиминарен тест. Да, каде што се оддалечивме уште повеќе. И да застанеш на улица со некој да направиш муабет, нема да ти застане. Меѓутоа, мој совет е побарајте во оние кои што има групи за поддршка, има групи каде што
можете да направите донација со некое ваше хоби. Ви предлагам да си најдете ваше хоби. Некаде каде што вие се чувствувате најкорисна. Некаде каде што се чувствувате исполнето со тоа што го правите. Верувам дека во вашето животно искуство имате многу нешто кое што низ кое што сте поминали, низ кое што можете да дадете совет. И друга препорака до младите секако да прашуваат за совети. Така. Затоа што не морате да ги послушате, меѓутоа мислењата од другите може ќе ви помогнат во решавање во некој ваш проблем. Така е. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Убав ден. Исто има. Сакам да го честитам денешниот празник Свети Лука, нека им е на помош славата и името што го носат. Честитки. Доктор, јас сум личност на 69 годишна возраст, веќе 7 години како сум по пензија, инаку имам работено 43 години 40 дена стаж. Сега, пред 4 години, односно до сега до 5,52 месеци го загубив мојот сопруг. Децата се далеко од мене, едното е во Швейцарија, другата е во Битола. Јас сум осамена личност, инаку со сопругот живеевме еден хармоничен брак, да ви кажам дека уште 5 века да живеам, јас никогаш не можам да го прегалувам, затоа што бевме толку истомисленици, луѓе по карактер слични, хумани, емпатични, емотивни, на секого да помогнеме. Сега да ви кажам право, јас кога останав сама, инаку пред тоа здравието не ме служеше, тој ми беше единствената подпора и ветер во грб што ми помагаше. Меѓутоа, за жал, јас, значи, со оболувањата, со кичма, со нозе дојдов до помагала да се движам, да не можам да доаѓа негователка дома, сето тоа морав да се борам, да се помирам и многу пати децата ќе ми кажа, мамо, ти немаш, ти психички не си здрава. Меѓутоа, јас не можев да го држам пенкалото и еден период, мислам, со исхраната, промена на исхраната, почувствував дека можам да го земам пенкалото и на телефонот за да го држам да пишувам. Видејќи јас пишувам многу поезија. Начинот на утеха си го најдов во поезијата. Значи, кога ќе се изнервирам, кога ќе имам некоја многу голема тежина, јас ќе напишам, особено случајот толку многу ме погоди со пулс во кочани. Јас бев на работ на смртта. Една вечер толку многу лош сон имав, што едва и се соземат и си го молев Бога. Боже, помогни ми оваа вечер да ја преживеам. Од наредниот ден јас ќе почнам да живеам еден друг живот, затоа што им сум потребна на моите блиски. Така е. Така е. Ви благодарам за вашето споделено искуство кое го споделивте со нас, но и со гледачите на емисијата. Еве ќе добиете и коментар, односно мислење и од психологот Цветанка. Господјата ја смирува поезијата, што е навистина баш тоа што го говориме сега за активности и хоби. Да, тоа е многу добар начин за да исканализираш одредени чувства кои што на друг начин, па ќе кажам, секој различно се справува со тие чувства. Да. Значи, за жал нема шема, нема универзално нешто каде што ќе кажеме, нели, вака и вака е најправилно да се справуваш. Пишувањето на поезија, пишувањето на раскази, цртањето, боењето, изработка на нешто ново, значи, баш помага во канализирање на тие чувства и емоции, поготово кога сме сами по дома. Така. Фокусирани сме на тоа доброто да го направиме, размислуваме, значи мислите ни се оттргнати, да се изразам баш секојдневно. Да, и од друга страна, например, да направиме разлика од самотија до осаменост. Да. Самотија јас избирам свесно дека сакам во моментов да бидам сама. И сама се изолирам во тоа. Меѓутоа, осаменост... Но тоа може да го контролираме. Тоа можам да го контролирам. Меѓутоа, осаменост е нешто што чувство кое што се појавува и не се губи толку лесно и не е од неоправдани причини, да кажам. Навистина, не се тука децата, немам некој близок околу мене, едноставно тоа не е нешто што можам да ги сконтролирам. Да ги слушнеме и следните гледачи почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Дали имаме гледачи на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете.
Дали не слушате вие во програма сте, повелете. Повелете во програма сте. Имам едно прашање до докторката. До психологот. Да. Повелете. Јас лани загубих сопругот и многу се потресох и кога легнувам вечер многу треперам така и не можам да спијам. На која возраст сте, господјо? 61. 61. Значи се уште сте во активно доба, да. Ќе добиете совет како да постапите во такви ситуации покрај големата загуба која сте ја имале, односно партнерот што е една од најтешките загуби. Ви благодарам за јавувањето. Останете храбри и продолжете понатаму. За жал, животот е таков каков што е, непредвидлив. Немаме контрола врз тоа кога и како ќе се случи, меѓутоа тешка е таа загуба, поготово со некој што си живеел, што си се поврзал толку години, не е нешто лесно, можеш да поминеш. Еве се изразува со симптоми со треперење кога ќе значи веќе физички се изразува. Се изгаснат светлата како што се вели, да. Мој совет ви е со физичка активност, доколку живеете во куќа, претпоставуваме дека го правите тоа доколку сте во куќа, меѓутоа доколку сте во стан, можете да почнете со цвеќиње одгледување или некоја си друга градинарска култура, затоа што самото допирање на земјата, самото активирање на останатите сетила едноставно ни помага да стапиме во контакт со себе и почвата како почва не враќа, не заземјува. Едноставно ни ослободува повеќе хормонот за среќа. Сега, друг предлог е не оставете, не се изолирате. Значи побарете пријателка, побарете некои заеднички ваши пријатели за да може да ги скомуницирате убавите моменти, за да може да се сеќавате на убавите моменти со него. Пошто во првите неколку години поготово е потребно да споделуваш одредени работи од животот. И навистина имаме таква потреба. Сега проблемот е кога знаете, ќе седнеме дома и ќе кажеме па нема на кого, нема како да се јавам. Меѓутоа, верувајте ми, барем еден-два телефон да свртите, ќе најдете, ќе се најде некој кој што сака да зборува за тоа. Така е. И секако доколку нели да не ги собираме емоциите во себе, да ги споделиме со доколку имате уште потреба од помош, тука е психолошка поддршка, тука е можете да закажете на психолог и преку матичен, значи има колеги кои што работат, можете на приватно. Така да има повеќе опции, само не се изолирате. Да. Добар совет. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Сакам едно прашање, поздрав прво до вас. Поздрав и до вас. И да прашам докторката за совет. Психологот. И јас сум 67 години. Така. 8 години мажу ми како почина. Јас ноќе шам се стен, мене ме паќа нервоза, се чинам ќе пукнем. Сама сам. Децата едното ми у Германија, едното у Австрија. Јас сум на село сам. Така. Така. Ви благодарам. Мора да продолжите и понатаму да функционирате и да живеете пред се поради децата, меѓутоа ќе добиете и конкретни совети, баш тоа што го говориме. Спомена Цветанка неколку практични совети, меѓутоа и вам ќе ви даде насоки, значи што во такви ситуации како полесно, иако поминале толку години, да продолжите да функционирате, едноставно да живеете. Сега не знам нели како е состојбата, не можам да говорам во семејството, меѓутоа убаво би било, знам како, јас гледам и по мајка ми ќе кажам сега, како старееме, така ајде да не им сметам на децата. Да. Меѓутоа не сметате на децата, туку едноставно баш напротив треба помош од вас, така да можете слободни да прашате дали можете да отидете на гости. Не чекайте да ве повикат тие. Покрај сите тие работи кои што ги кажав, да не се изолирате, да пробате со комшики, да пробате со стари пријатели, меѓутоа слободно со активности, да. Со активности. Меѓутоа слободно хоби нека ако сте имале како млада, па сте едноставно нешто да најдете што ви исполнува, ама и
можете слободно да кажете дека имате потреба од близко со семејството. Или видео повици или разговори во текот на денот со децата сега убаво рековме, не знаеме какви се семејните корелации и можности, релации и така натаму. Меѓутоа, или видете на некој кој што му треба, пример, подршка, помош за разговор. Можете и така и со тоа. Така што вие ќе споделувате. Тие личности да го споделат искуството, да. Затоа што загубата е навистина травматичен настан. Да. Тоа не поминува толку лесно. И навистина е потребно да се сканализира и да се зборува за таа состојба, затоа што доаѓа до депресија. Да, во такви случаи. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздравувам. Поздрав и до вас. Да, во програма сте, повелете со прашањето. Јас сум баба од 92 години. Браво. Меѓутоа, едино што ми откажаа нозете. Не можем да се движам, да појдам до некаде, да се сретнам со некого и така. Така. А преку телефон одржувам врски скоро со сите. Браво. Што се помладите, ме бараат преку телефон, па правите муабет, па се ме текат и јас го изгубих сопругот пред 10 години уште. И тоа не се прежалуе, нормално. Да. Изгучиње и прагучиње сум дочекала во исто време. И сега имам комши, има дете 4-то одделение. Така. Това секој идење во школу, првен ќе дојде да ме види. Браво. Бабо, дали си добро, дали ти треба нешто. И можете да замислите како јас се чувствувам, како да су холодените со блиските. Така. Така да кажам, слушам дека многу се жалаат, дека немаат со кого и како. Еве добар пример им споделивте на нашите гледачи како во такви ситуации, ако децата ви се далеко, ви исполнува и телефонскиот разговор. И секоја чест, господјо, на 92 години што успевате вака и преку телефон да комуницирате и што ве прават срекни моменти, физичките контакти со соседите, да, навистина позитивен пример за сето ова што го говориме. Останете во добро здравје и секое добро, господјо. Знаете како кажуваат, ако годините сепак се нели биолошки, меѓутоа ако јас се чувствувам дека не ги чувствувам толку многу годините се бројка, обично тоа знаат повозрастните да го кажат. Да. Чувството е битно, важно. Многу добро и браво за детето кое што доаѓа. Браво за господјата. Само напред. Еве контактот со преку телефонот што го споменавте, дека навистина може да ни биде позитивен пример за да пребродиме некои одредени ситуации кога сме сами, еве децата, внуците, правнуците да ги исконтактираме и ќе ни помине половина ден. Најважно е да не се повлечеме и да не се изолираме. Така е. Значи, тагата која што е акумулирана во нас, која што е насобрана во нас со години, најважно е да ја дадеме канал да излезе, да ја искомуницираме таа тага. Пошто пак ќе кажам, како се насобира, доаѓа до состојби на анксиозност, доаѓа до состојби посериозни. Но од друга страна, со текот на годините, Цветанка, се јавуваат и промени во самодовербата и мотивацијата. Да, вие рековте дека активности, хоби, кога ќе сме на некој начин осамени или кога ќе имаме загуба, таа мотивација ни е на некој начин спласната или пониска, а од друга страна пак стануваме поемотивни, пораздразливи на некој начин. Што во такви ситуации? Во такви ситуации постои нешто како само мотивација, каде што јас ќе си најдам нишка што мене ќе ме поткрене, дали ќе се повикам базирано на претходни искуства, или ќе гледам напред едноставно на кого би му било сето тоа корисно и за кого јас да се потсетам зошто всушност сум тука. Така. Дека сум корисна, сум била корисна. Нема зошто да не сум била. Едноставно, само мотивацијата е првиот чекор за да можеш да се кренеш. Од друга страна, самодовербата исто. Значи, јас веќе кога што ќе имам мотивација, полека работа ми на неизе. Затоа што се повикувам на тие искуства, на тие работи кои што ги имам
правено, совладувано низ текот на годините и едноставно знам кој сум, знам што сакам. Сега може да се јави моментот каде што во староста можеби ќе се навратиме на моменти каде што не сме постигнале се што сме сакале. Тука имаме многу друг момент и друга психичка состојба. Не сум исполнета, не сум ги исполнила своите потреби, своите желби, своите цели кои што ги имам поставено како млада. Можеби тие биле многу повисоки цели. Сум стремела, не сум била свесна колку се тие цели високи. Меѓутоа, од друга страна, во такви случаеви, нешто што советувам е, ајде да видиме што сте постигнале. Кои се вашите победи. Кои ќе кажете, ма тоа се мали победи, знаеш, успеав само градината да ја одржам. Тоа не е ништо, градината како градина секој може. Или куќата да ја средам, да ја направам, да. Малечки победи и не се толку малечки. Да. Значи, сте успеале да изгледате семејство, да се зачувате до сега физички и психички, сте успеале да изодите толков пат. Значи, тие се сите тие победи, иако понекогаш не можеме се да постигнеме во животот, меѓутоа, од друга страна, ќе се навратам на тоа што се сум постигнала. Така. А зошто некои луѓе, еве, имавме и примери преку јавувања, тешко се прилагодуваат на животот сами ако имаат загуба на партнер, на некој близок, или децата им заминале во странство, или едноставно се оцелиле, формирале собствена фамилија? Тоа е веќе проблем со приврзаноста. Меѓутоа, позади таа приврзаност стои стравот. И тој страв не е од сега, од како ќе загуба, тоа стануваат свесни за стравот. Стануваме свесни, меѓутоа, тој страв постои уште од многу одамна во нас. Дека ќе останеме сами, ќе останеме изгубени, ќе нема никој да не прифати така натаму. Тој страв тлее одамна, каде што низ годините не си имал време, си го занемарил, било нешто нормално да го почувствуваш, сите чувствуваме страв. Едноставно го препишуваш и затоа се приврзуваш за сето, за домот. Едноставно, и кога домот ќе почне секој по свој пат или така има загуби, едноставно тој страв испливува. Поготоа како господината што спомна во вечерните часови. Да, затоа што тогаш спласнува и телото, да. Психата се смирува, се сталожува, поготоа сега зимните периоди. И тогаш емоциите излегуваат на површина. Поготоа зимните периоди каде што се стемнува во 16:30, да. Во 16:30, значи веќе е малце поизразено, затоа што сите се прибираат по дома. Летото е по-друго. Не ја чувствуваме толку. Така. Споменавте во неколку наврати анксиозност и депресија. Кои се останатите психолошки последици од долготрајната осаменост, иако не превземеме мерки или нашите блиски не превземат мерки во однос на активности, хоби и останати работи кои ќе не исполнуваат и на некој начин ќе не го скренат вниманието да не размислуваме постојано и да не потпаѓаме под депресивно расположение? Би рекла, значи, сега живееме во ера каде што ни е достапно се на интернет и на телевизија. Мој совет е малку ограничување од телевизијата. Можете да се навратите на читање на добра книга. Значи, книгата го подига серотонинот, затоа што познато е дека како старееме, така ендорфинот, серотонинот, значи сите тие се намалуваат. Затоа и доаѓа до таа состојба во која што се наоѓаме. Од друга страна, освен хобита, хобијата кои што ги имаме, физичката активност како е важна, значи да се движиме. Што кажав, корисната работа и пред се сонот. Знам многу повозрастни лица кои што кај мене знаат да се јават и да дојдат, меѓутоа и вака од секојдневниот живот кој ќе кажат не можам да спијам. Пак стои одредено чувство, страв кој што не можам да спијам, не ми дава да заспијам и затоа се будам. Се будам у 2 ноќе, у 3, у 4, у 5 сабајле. Затоа што стравот е присутен. Меѓутоа, кога така ќе се почувствувате, книга.
кажавме за самите индивидуи кои ќе се чувствуваат осамени. Меѓутоа, еве имавме примери со едно детенце со последната гледачка, но што можат да направат еве семејството, децата, соседите и заедницата да помогнат на некој начин, на кој начин да помогнат на лицата кои се чувствуваат сами, да на некој начин да се почувствуваат корисни и поврзани едноставно со самата средина, но и со семејството кое е отидено заминато од домот. Пример давање на мали задачи, би рекла, во наводници. Како типот на, ако се комши, ние ќе одиме на 2-3 дена надвор на викенд. Дали би ви било тешко чисто онака да го прегледнувате станот или околу, ако нешто има стигнато пошта или вака така, чисто да ја превземете, или ако некој праша да знаете, чисто само да знаете дека нема да бидеме тука. Или пак додека се работи за мајка, за татко, мали задачи како дали би можела денеска да направиш ручек. Дали, значи тие задоволства знам дека ние како млади понекогаш знаат да не извадат. Или повозрастните имале хобија во плетење, везење и такви давање на мали задачи, еве тоа детенцето кое што доаѓа супер. И тоа е убав пример да почнеме и ние да ги учиме нашите деца да ги поздравуваат повозрастните. Добар ден, како сте? Дали ви треба нешто, дали ви треба нешто и така натаму. Тоа воопшто не чини ништо. Да, меѓутоа еве самото брзо темпо на живот на некој начин и да се изразам после коронава, затвореноста, изолациите и сето тоа овие поновите, помладите генерации не го практикуваат повеќе како што дури и повозрастните од нас на некој начин функционирале како заедница во средината во која обстојуваме. За жал да. Меѓутоа има начини, пак ќе кажам. Значи има начини да се сето тоа, чисто онака само да прашаш како си. Да, и навистина им добива ефекти, на некого многу ќе му значи. Но постои ли успешно старење од психолошки аспект? Од психолошки аспект, да, постои успешно старење, оној баланс кој што го кажуваме, и каде што пак ќе го спомнам Ериксон и неговата последна фаза, интегритет наспроти очај, каде што едноставно поминувам низ сите мои искуства, пробувам да ги пренесам и кога сакам да дадам совети, кога сакам сето тоа, едноставно ги славам сите мои малечки, најмалечки успеси кои што ги имам постигнато. Со тоа станувам свесна дека сум помудра, така. Не ме допираат било какви теми, затоа што едноставно таков е животот, сме поминала секакви ситуации низ кои што сме поминале и пробуваме да го дадеме нашиот совет, меѓутоа бидејќи ние младите малку знаеме така да сме поизбубливи понекогаш, со оглед на сите обврски кои што ги имаш во текот на еден ден, најдобро намерно да се пренесат како совет. Така. Цветанка, еве и телефоните и современите начини на комуникација ги споменавме во контекст на разговорот, но од друга страна, освен што ќе ни помогнат во комуникација со блиските кои се заминати надвор од домот, можете на некој начин пак да ја активираат и да ја вратат виталноста на умот, користењето на учење на нови работи, еве и конкретно затоа што повозрастните лица одбиваат користење дел од нив на телефони и останати уреди. Да. И искрено би кажала дека вежбање на умот или ментална аритметика е супер во вакви случаеви, каде што не за џабе порано на времето играа шах. Сега се помалку гледам да играат шах. Тоа е тоа вежбање на умот и на размислувањето, начинот, концентрацијата исто. Од друга страна, исто, друштвени игри е супер. Давање на задачки, како, пример, имаш едно истражување кое го во моментот го истражувам за меморија. Многу е интересно што делот кој што се влезани кај мене повозрастните сакаат да решаваат загадки од типот на замисли дека
имаш моќ да направиш што сакаш, што би направил. Значи го поттикнуваме освен размислувањето, меѓутоа и фантазијата, креативноста. И што најчесто би сакале да направат повозрастните луѓе генерално? Најчести одговори кои што имам добивано е не сакам ништо да променам. Меѓутоа сакам да го имам овој памет и искуство што го имам на мои 30 години. Ама не би променал значи ништо, односно во однос на типот, на запознавање на луѓе, на грешки, пак би ги направил тие грешки. Так. Најчести одговори до сега ќе видиме понатаму како ќе оди. Да, баш ќе ми биде задоволство да споделите и дел од истражувањето во посебен. Тие се серија на вежбички. Многу ете такво нешто можам да кажам дека поттикнува. Групни сеанси на некој начин, повеќе разговори. Да. Групи како за личен раст и развој, значи животот не застанува кога заминуваш во пензија. Баш напротив, значи ако тогаш почнува. Тоа е веќе трета зрела доба каде што ти веќе го имаш собрано искуството и едноставно имаш време да правиш што сакаш. Децата се изведени на прав пат. Знам дека може би звучи утописки сега во овој момент, јасно ми е, меѓутоа ако навистина сум имала такви примери каде што биле обкружени со пријатели, со роднини кои што сами ги побарале, не чекале тие да ги побараат, и со помош на овие групички мали, бидејќи се мали, остануваат да живеат и почнуваат понатаму да баш заживуваат меѓу себе, меѓутоа и мозокот го држуваат на одредено ниво и пак ќе го спомнам сонот. Сонот е најбитен. Така е. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, Цветанка, кој би бил вашиот совет до гледачите, иако споделивте доста совети во текот на разговорот, едноставно како да стареат со мир, достоинство и да си ја задржат позитивната енергија, односно да стареат во позитивен дух? Мој совет е доколку видите одредени активности кои што се споделуваат, слободно да се пријавите на тие активности, да не ви биде како ќе биде, што ќе биде, па ваква, па не знам како. Стара сум или стар сум, значи нема стар за активности, поготово вакви активности. И сметам дека во Македонија ние се потребни повеќе такви центри. Да, дефинитивно, затоа што старее населението, а се помалку такви центри. Цветанка, ти благодарам за одвоеното време, за гостувањето, за советите, искуството кој го споделивте на ова исклучително значајна тема за повозрастната популација, но и за младите. Еден ден и ние ќе остареме и да знаеме како да се однесуваме. Ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се и за физичкото, но и за менталното здравје. Пријатно!